Вие ја гледате емисијата Вашиот пратеник. Гостин овој пат во студиото е пратеникот Лјупчо Николовски. Добре дојдовте. Добро ве најдовесте. Оваа емисија е наменета за граѓаните и пратениците да ги видат од другата страна, не она од собраницката говорница. Тебе прашам, имате завршено правен факултет на Кирил и Методи. Одсек, вие сте специјалиста по политички менеджмент. Какво е вашето искуство во професијата со оглед на тоа дека веќе подолго време ве гледаме во политичките води? Да, моето искуство првен започнува како едукација на правниот факултет, таму на одсекот финансово, деловно право, и потоа работам еден извесен период во секторот кој што е поврзан со бизнис проблематиката, односно поддршката на компании во делот на спојување, презимање, финансирање и така натаму, односно во неколку големи консултантски фирми, но и адвокатски, каде што го завршувам и правосудниот испит, адвокатската лиценца, започнувам да работам исто така и како адвокат, меѓутоа школувањето го продолжувам во делот на и специјализацијата во делот на политичкиот менеджмент, така да би рекол паралелно во еден извесен период беше и мојот активитет, ангажман и во политиката како нешто преку кое што може да се придонесе да се променат работите, врзано со принципи, вредности и пред се социјалдемократската идеологија, која што се потпира на еднаквоста, на слободата, на правичноста, на сите оние принципи, меѓутоа имам и едно известно искуство и во делот на адвокатурата, во делот на застапувањето на интелектуална собственост, но и, како што кажав, најголем дел поддршка на компаниите, работа во консултантски компании кои што се занимаваат со деловното право, кое што беше и моја специјалност. Може ли да се потсетиме малце вака, да се вратиме во минатото за првите почетоци во политиката? Па, првите почетоци во политиката може да кажем дека како еден посериозен ангажман беше посетата на премиерот Владо Бучковски во Америка, каде што бев на интершип програма, таму се отвори за прв пат македонската амбасада во Вашингтон. Ние бевме на една студиска поседа половина година во Америка, каде што работевме на различни позиции, како едно исто така добро животно искуство. И 2005 година тогаш на крајот се вратив и започна мојот ангажман како член на извршниот одбор на Социјалдемократската младина на Македонија. И потоа секако, да, не сите скалила во партијата, но и како претседател на мојата матична општинска организација се вратив во 2009 година, иако работев во Скопје во Анализис and Advisory Group, како сериозна компанија се вратив и тогаш општинската организација во СДСМ Крија Паланка направи драстичен скок, обединувајќи голем број на млади ентузијасти, луѓе кои што влегоа и кои што во една мала општина, која што денеска би рекол е најурбаната, најзелена, најмодерна и општина која што најбрзо се развива во државата. Уште тогаш ги поставивме темелите на социјалдемократијата во Крија Паланка и после тоа како член на централниот и на извршниот одбор на СДСМ во 2013 година, иако најмалку работев и се работував до тој период, стигна понудата од Зоран Заев да бидам негов шеф на кабинет, иако се очекуваше дека тоа ќе биде некоја струмица. И како што кажав, до тој период Зоран Заев најмалку беше ангажиран од партијата во Крија Паланка или надлежен би рекол. Се други личности од раководството доаѓаа во Крија Паланка на посети, од Оливер Спасовски, Гордан Гергиев и така натаму. Меѓутоа Зоран Заев го имаше препознаедно моето CV и најмалку, кој што кажав, се познав од сите во раководството со Зоран Заев. Тогаш тренавме како дел од кабинетот, односно како шеф на кабинет со големите
проекти за враќање на слободата и демократијата, меѓу кои вистината за Македонија. Ја бев првиот човек до Зоран Заев кој што ги подготвуваше материјалите за тоа што треба да дознае државата. И сите оние големи крупни проекти низ кои што поминавме, па вклучително и тука беше и првиот мандат 27 април кога 11 конци имам во главата. Тој ден кој што сметам дека беше исто така пресвртница како да ја вратиме слободата и демократијата како вредности за кои што се борев. Неколку пати ја споменавте Крива Паланка, таму сте родени. Да. Град со семејни традиции. Како сето тоа влијаеше семејството, родителите, сопругата за вие да вака да се претворите во оваа личност која ќе сака политика, која ќе се грижи и така натаму? Па да искрено да видам, не сум имал некоја голема поддршка од семејството, заради тоа што поголема поддршка беше да си останеш во Скопје таму кај што ти е работата и така натаму. Јас секогаш и кога барав работа, тоа беше преку огласи уште од малку купувам весници постојано. Тоа од дете. Така да и кога влегов во неколку големи компании, се беше тоа резултат на трудот, на она што го постигнував во време на студии, на животот. Бев председател на училишна заедница во средното училиште, значи бевме многу бунтовна генерација која што постојано бараше некои права и така натаму. Меѓутоа беше шок за фамилијата која се врати во Крива Паланка во 2009 година да бидеш председател на општинска организација. Тоа го побара Бранко Цренковски од мене и Андреј Петров како лидерство на партијата и се потврди дека направивме од 2000 гласа во 2009 година на 6000 во 2011 на средината. И тогаш бев кандидат за пратеник, но многу мал, како многу млад. Поддршка од сопругата. Да, вие сте за жене, така имате и мало. Да, врати после 15 години од Словенија, тука во Скопје. Да, имаме ноаќе 4,5 месеци. Да е жива и здрава. Да даде Господ ке сите само убавини и така да поддршката иако сум ја имал, меѓутоа и денеска се гледа дека многу тешко може да се променат работите, особено ако работите на честен, одговорен, искрен принцип и ако дадете се од себе. Мислим дека кај нас успехот не се цени и успехот, ние на успехот не знаеме да се радуваме. И од денешен аспект мојот фокус беше, како што кажавте, истокот. Буквално се она што може да се направи за истокот, за мојата Крива Паланка кај што доаѓам, заради тоа што знаев дека треба да се искористим моментумот и затоа велам доби Крива Паланка огромна поддршка од владата за крупни проекти за кои што сме се бореле. Секторот кој што го водев во владата како земјоделство, но ја особено се гордем на политиките и програмите и на планот за борба против корупција кој што го направивме, иако тоа не беше воопшто актуелно и се уште не се вреднува и цени. Сметам дека ќе дојде времето заради тоа што тоа беше прва влада која што воспостави таква позиција, која што денеска не е укината, напротив обстојува, и прва влада која што донесе конкретен план за борба против корупцијата и еден млад тим кој што беше избран на најтранспарентен начин, на оглас луѓе кои што се високо компетентни, кои што немаат врска со партиите и политиката, и од едни такви цели зацртани и програми кои што се мерливи. Ако отворите планот за борба против корупција, тоа 2 се донесени заедно со стратешките партнери, ќе видите дека се од тоа е исполнето. Не е таа позиција да вие се занимавате со конкретни предмети, туку да го поставите системот. И од денешен аспект мислим дека тоа е нешто што навистина најмногу ме промени и ми даде некоја нова енергија, меѓутоа треба да се достигнат крајните цели и затоа треба млади луѓе да влезат во политиката. Меѓутоа сметам дека се повеќе млади се разочарани и квалитетот на парламентот од овој состав сметам дека е на многу пониско ниво, особено политичката некултура овде во собранието. Гледаме голема активност кај вас. Како ги усогласувате семејството и политиката? Па немам проблем со таа работа, ниту па некош имало забелешка, заради тоа што во принцип многу малку спијам.
и тоа одамна е така и буквално денот ми е однапред испланиран, така да 3 часа. да, сега малце овој период повеќе посветени на бебето, како нешто што е најбитно. Се разбира, меѓутоа постојано успеам да се избалансира тоа што треба да се направи, зашто ја носиш одговорноста пред граѓаните, пред државата и она што се семејството и сите блиски. Гледаме овдека една широка лепеза на комисии и така натаму и од многу различни области. Каде можете најмногу да се најдете во овие комисии со оглед на тоа дека, како што ви те реков, ова е една широка лепеза на области? Да, таква е и структурата на комисиите и на самите делегации согласно новите измени во Законот за организација на органи на државна управа, меѓутоа фокусот јас би го ставил, односно изборот на позицијата, односно водењето на комисијата матична за земјоделство, шумарство и водостопанство, со оглед на тоа што бекграундот кој што го има во претходниот период беше раководење на Министерството со овој ресор. Комисиите би рекол дека имат некој редизајн на функционирање согласно новиот деловник и добро е што не може да се прават блокади, како што сега јас, ако зборам од позиција која бев министер, со тешки маки би рекол, поминуваше било кој закон во собранието, заради тоа што имаше огромни обструкции од страна на претходниот претседател на Комисијата за земјоделство. Ние тоа сега не го правиме. Напротив, иако досега за жал ниту еден суштински закон не е стасан во собранието во последната година, кој што може многу лесно, сега нема инструменти на блокада, меѓутоа немаме ниту еден закон како цел, како реформа која што треба да се спроведе, што говори за фактот дека немаме посветеност во тој правец. Почекавме одреден период и затоа може да го најавам дека ние веќе ќе го поднесеме законот за донирање на храна во следниот период веќе на почетокот на септември и низ за други на законски решенија кои што ќе бидат како целина, како закони кои што треба да значат одредена реформа или усогласување со европската агенда, која што впрочем и не е приоритет на ова мнозинство и европската агенда не е приоритет ниту на владата. Затоа во претходниот период, иако имавме обструкции, успеавме да обезбедиме поддршка на крајот од пленумот и ги донесовме, ако се сеќавате, и законот за рибарство и аквакултура, законот за советодавните услуги, законот за виното, законот за тутуното и тутунските производи. Донесовме голем број на закони како нови закони, сосема нови, кои што ги усогласивме со европските перспективи, директиви, регулативи. Многу искуства беа пресликани и тие токму делегации, јас за разлика од начинот на кој што функционира собранието, сметам дека треба да биде многу побрзо, многу поефикасно, многу поинтензивно. Ние чекаме пример 6 месеци за одобрување на некаква средба со словенечката делегација. Тоа е нешто што ми смета од аспект на пратеник, меѓутоа да, овде се процедурите такви. Да. Собранискиот деловник дозволува средба со граѓаните секој петок, како пратеник си, како дека се среќавате постојано со граѓаните. Што најмногу бараат граѓаните на овие средби? Што ви посочуваат како потреба која треба да се прислика на терен за подобар живот во изборната единица каде што сте? Она што граѓаните го бараат секако се прашања поврзани со квалитетот и стандардот на живење. Особено во овие неколку години на пост-ковид и енергетска и економска криза, секако дека барањата на граѓаните се упатени кон решавање на овие прашања во делот на социјалата, во делот на земјоделието, во делот на поддршката преку различните програми, во делот на инфраструктурата и решавањето на локални, пред се би рекол, прашања.
секако дека тука се и крупните политики или стратешкиот правец во кој што треба да оди државата, така да различен аспектот на прашање на интерес кој што ги имаат граѓаните, зависно од целните групи, зависно од општините, меѓутоа иако сме членови на парламентот, сепак кога одиме во контакт со граѓаните, тоа се прашања кои што можеби се судираат и имат надлежности локалните самоуправи, бидејќи граѓаните си бараат тоа што смета дека е нивен приоритет. Меѓутоа би рекол дека повеќе се тоа прашање кои што се поврзани со квалитетот и стандардот на живење. Во овој пратенички мандат една година веќе помина. Остануваат уште 3. По што сакате најмногу, што најмногу ќе се залагате всушност во останатите 3 години од тој пратенички мандат и по што ќе сакате граѓаните да ве запаметат? Моето лично залагање, јас го кажав уште на првото појување на собраниската говорница на почетокот на мандатот, дека се неколку корпуси на кои што сметам дека треба да се фокусираме. Првин е стратешкиот правец на државата, тоа е членството во Европската Унија, а младите, како посебна целна група за која што треба да се избориме, а младите ќе ја имаат и ќе обезбедиме иднината на младите само доколку го заокружиме процесот на членство во Европската Унија и секако производството на храна. Тие се 3 области на кои што сметам дека треба да ставиме фокус. Јас сум цврсто уверен дека најголем успех на собранието ќе биде доколку ги донесе уставните измени. Зошто? Заради тоа што денеска гледаме една домашно креирана кампања за заштита на нешто од кое што никој не се браниме од нешто кое што го имаме дома како кампања само заради националистичката или популистичката политика би рекол. Ние минатата година како дел од влада подпишавме договори на македонски јазик со Европската Унија, ги водевме скрининг процесот на македонски јазик, лично сум бил таму. Дојдовме до максимално искористување на европските фондови, особено во секторот кој што го водев. Значи, бевме лидери во регионот. Плюс Турција и целиот регион, ние бевме лидери во искориsteноста на сите средства. И затоа сметам дека најголем успех на собранието ќе биде доколку го заокружиме тој еден процес и обезбедиме европската иднина на идните генерации. Благодарам. Благодарам и на вас.